утро. Добро утро, што вие вака рано? Имаме една молба до вас, тетка. Може ли клучов од нашиот стан да го ставиме кај вас? Се разбира дека може. Може. Па тогаш ова ни е последен клуч, тетка Ана. 4 што ги имавме сите ги загуби мали. Ај, ако е ова последен клуч, тогаш ќе мора да внимавам да не го загубам и јас. Вие нема да го загубите сега. Никогаш не се знае зашто овдека се случуваат веќе некои чудни работи. Знаете што? Ајде да влеземе сите тројца внатре, да погледаме и да видиме каде да го оставам. Еве да речеме, ќе го оставиме овде, ако заборавам јас, ќе се сетите вие. Така, гледаш каде бабана стана клучот? Ќе запомниш? Ќе запомниш. Значи малиот ќе дојде по клучот. Да, малиот ќе дојде после часовите да го земе клучот. Јас денес ќе останам подолго на работа, тетка Ана, имаме некој важен така состанок. Да. А и мажот ми е на службен пат, па... И така, значи, не сакаш да го дадеш клучот да го чуваат они за да не го загуби, така? Да, ма... Добре. Извинете, чекајте, еклерите ќе ми изгорат. Па добро, нели сега јадеше мармелад и лед? Сакам еклер. Слушај, кога ќе се вратиш од училиштето, ќе одиш во шпајзот, има една тегла од кило еурокрем и зеди го. Ако мислиш на еурокрем нема. Како нема? Вчера го изедов. О, дете. Еклерите не се изгорени. Жал ми е што не се готови, на куќе ве почистети вас. Мора да прославувате нешто, тетка Ана, штом еклери, колачиња, така нешто. Смешна работа. Што е? Денеска ми е роден ден. Роден ден! О, среќен роден ден, тетка Ана! Нека ви е со среќа, нека е честито, Сега сигурно сакате да ги изненадите вашите со колачиња. Мојот роден ден се разбира дека не го прославам веќе кој знае од кога. Во оваа возраст да се слави роден ден, сепак тоа е сосема безсмислено, нели? Но сакам да знам, да проверам дали некој од фамилија ќе се сети за тоа нешто. Па, како да ви кажам, мислам дека е ред, нали? И знаеш што? Тој што ќе се сети, тој ќе добие колачи, тој што нема да се сети, ги ставате на проверка, многу литро од ваша страна, тетка. На нивните роден дени јас може да ви купувам подароци, па рече денес кога ќе да донесат макар едно цветче. Па да се надеваме дека ќе ви донесат бар по едно цветче, тетка Ана. Ајде, сега јас морам да брзам на работа и овој мора да оди на школа, тетка Ана, за клучот како што се договоривме. Од училиштето ќе дојде да го земе. Многу ти е златно дете, воспитано. Многу. Кој не го знае, скапо ќе го плати. Не, на вистина, па тоа е најдоброто дете во нашава зграда. Ајде, пријатно, до гледање. Здравје. Добро. Тука си. Добро утро. Добро утро. Мајка, уште во мирисе. Зошто мене никој не ме разбуди денес? Па, ти обично сам се разбудуваш, а освен тоа, чекај. Па има уште време да не затосниш на работа. Мајка, јас сам се разбудувам, ама мене токму овој ден ми требаше многу и јас се успав. А зашто токму овој ден? Па зашто токму овој ден го чекам цела година. Како чудно совпаѓање, замисли си и јас. Ја. И ти. Не знам, мајка, колку тебе ти е овој ден важен, ама токму овој ден мене ми е поважен од твојот. Добро, а што е тоа што треба да се случи толку важно овој ден? Па мајка, денес се впишуваат каматите во банката на орочените динарски средства и јас сакам прв да бидам на шалтерот за да ги запишам. Значи во тоа била работата. Ќе појадуваш? Не, мајка, благодарам. Не ми е ни до јадење, ни до ништо. Се брзам. Чао. До гледање, зете. Добро утро, мамо. Каде е Васко? Добро утро. Току што излета тој? Излезе? Навистина не е фер. Ако замолим да ме причека да ме префрли на работа. Што и ти одиш по каматите, а? Ма какви камати? Денешниот ден го чекам со недели. А во што е толку необичен денешниот ден? Мојот шеф е на семинар во Охрид, па препладнува ќе го искористам да си завршам некои мои работи. Да одам на фризер, на педикер, во чаршија. Значи така, тоа е. Ке појадуваш? Како појадок. Брза, мамо. Ајде, чао. Со здравје, Керко.
Аман бе, бабо, што не ме разбуди порано? Што е, и ти некаде брзаш? Како да не брзам, денес го полагам најтешкиот испит. Ау, па ајде, нека ти се среќи, о колку часа? Во 8. Па добро, имаш уште цел час време. Не, немам време, морам да ги наместам лепчињата под клупа. Какви липчиња? Подсетници, бабо, подсетници. Знаеш, испитот се полага писмено, па ќе се обидам нешто да препишам. О, браво, ти честитам. Ти појадуваш? Не, немам време, ајде, чао. Со здравје, внучко. Добро утро, баба. Добро утро. И ти некаде брзаш? Каде да брзам? Па не знам, банка, чаршија, испит. Што ти е, баба? Да не си спиела лошо ноќеска? Да ти кажем искрено, јас ноќеска воопшто и не спие. Зошто? Па така, имав чувство дека денешниот ден ќе биде некако необичен. Што има да биде необичен? Ден обичен како и сите други. Точно така излезе, ден обичен како и сите други. Куѓава повеќе ли личи на некаква железничка станица, одошто на дом. Сите негде брза, трчаат по некакви работи. Никој нема ни чувство, ни внимание за оние што се блиски около него. Некако чудна си ми денеска. Точно. Ајде, пиле, ти го стоплив млекцето, а освен тоа, ќе ти дадам нешто сладко специјално. Што ти е, баба? Не знаеш дека денеска е вторник? Вторник еде, па што ако е вторник? Па во вторник имам уметничко пливање, а пред тренинг не јадам. Да, многу важно е тоа. Ајде, добро оди, па кога ќе се вратиш, ќе каснеш. Ај, чао, брзо. Со здравје, внучко. Еј, Тони! Среќен роден ден, баба Ана. Ти посакувам многу здравје и среќа. Тони, какво изненадување од тебе. Еј, сокол мој убав. Еј, баба Ана, ако сакаш да му ставиме малку водичка на цвеќево, ми изгледа жедно. Дај, причувај го ти, еве го. Водичево. Како хубавец си ти. Ајде. Еве, ќе му дадеме и водичка. Какво убаво цвеќе, како се вика ова? Не знам точно како се вика. Еве, јас го викам пандорино цвеќе. Пандорино цвеќе никогаш не сум чула. Многу е убаво. Само да ти кажам, сега ќе те карам, не требало да се трошиш, па тоа сигурно е многу скапо, а? Скапо е, скапи се сега цвеќињата. Ама затоа се најубав украснели. Точно. Цвеќињата се како другари. Тие носат и радост и убавина. Знаеш, јас понекогаш разговарам со нив и ми се чини дека тие ме разбира. Еве ги повели. Благодарам. Еклери. Баба Ана, да знаеш само колку ги сакам еклерите. Најмногу од се. Дете да не претера, па ги изеде сите еклери ке ти се сложи. Исто не е тоа, можеме. Повеќе. Да. Тетичка Васка, од третиот кат изедов цела Васина торта сам. Кога? Пред 2 недели кога и беше роден.
Ама добро, чекай да ти кажам, па не е добро толку многу сладко да јадеш, ке ти се расипат забите, желудникот ке ти се прошири. Татко ми го зборува истото. Се чуди каде бе си ми бегуваат овие еклери, торти, толумби, што е се. Една сакаше да ме води на лекар, мама не. О, дете, дете. Ајде. Изеде се готов си веќе. Ако дозволуваш сега, јас би си го взел клучот и би се одал. Добро. Ајде. Тони, еве ти го клучот. Ајде се. Довидување, баба Ана. Поздрави ја, мајка ти. Добро, поздрави ја. Јас заборавив саксија. Која саксија? Хубава саксија. Како ја заборави, па нали мене ми ја донес? Не, баба Ана, не си ме разбрала добро. Цвеќето не беше за подарок. Јас само го зимав од вратата на титка Пандора, за да го прошетам малку. Како да го прошеташ, што не разбираш? Па така, го прошетам и сега ќе одам да и го вратам. Да, сад не си чула дека цвеќињата сакаат малку прошетка? Не сум чула. Така. Ајде, довидување, баба Ана. Пандори на цвеќе. Три, четири. Среќен роден ден! Мили мои, како? Среќен роден ден! Благодарам што не сте заборавиле. Мајка, како може токму тако важен датум да забравим? Па ние уште од вчера се договаравме за ова. Бабо, ајде вади ги еклерите. Нема еклери. Како нема еклери? Како нема еклери? Па нели изутринава цела кујна мирисеше на еклери, да не ти изгореле? Не изгоре, туку ги изеде Тони. Кој? Тони? Да не ти донеси саксија за цвеќе, а? Чека, од каде знаеш? И таретој нема што. Минатата година за 8 март со една саксија за цвеќе им честитал на сите соседки во зградава. Опартија, взел саксијата и си отишол. Но јас дека тоа е намената за мајка му. Леле, ако го видам, Штета. Многу ми се јаде. Нека му се на здравје. Друштво, имам идеја. Предлагам една доброволна акција за правење нова тура на еклери.